Добар ден на сите, пред се би сакала да ве поздравам и да ви се представам. Моето име е Бојана Милинковска, новиот председател тим лидер на Македонски младински концепт. Како прва точка во улогата на тим лидер на Македонски младински концепт, одлучив денес да ве поканам на овој настан со цел да ви се обратам и да позборуваме на темата почнуваш со искуство. Како што знаете сите ние, тука имаме големи животни лекции, други пак искуства во образованието, кои во деноста која ја работат или работеле, можеби имаме луѓе кои имаат искуства во политиката, кои ги довеле да размислуваат и действуваат на различен начин. Некои физички, други повеќе од ментален аспект, некои можеби емотивно, духовито или пак субјективно. Секој човек своето искуство го толкува на различен начин. Преку моја лична спроведена анкета до неколкумина млади лица кои ги познавам, некои се дури присутни тука, нема да ги менувам, поставив неколку прашања кои сметав дека директно произлегуваат од нивните лични искуства, како во приватниот живот, така и во професионалниот, па дури и во комуникацијата со нивната држава Македонија. Анкетата што ја спроведов, иако мала, најде да многу различни одговори и добив различни мислења, поради различни искуства. Гледајќи по поголемиот дел од одговорите, дојдов до заклучок дека ние како млади повеќето не сме свесни колку сме способно талентирани и дека можеме да успееме во нашата држава. Моje мислење и лично убедување е дека само треба да застанеме на нозе, цврсто со став, со кој го горделиво и гласно ќе ги бараме нашите права, правата кои ги заслужуваме, правата кои ги заслужува секој од нас. Ние имаме право за подобро образование, за подобри обуки, ние имаме право нашите способности да ги покажеме и докажеме во професионалната област, ние имаме право да сме секогаш безбедни и сигурни, каде и да се наоѓаме во нашата држава. Ние имаме право на подобра иднина, ние заслужуваме повисок квалитет на живот, ние заслужуваме да станеме горди дека сме деца на Македонија. Сакаме средина во што ќе ни овозможи да се пронајдеме самите себе си и каде што ќе имаме на располагање помош, совет, па искуство од стручни лица, да ни го олеснат патот до пронаоѓање на најдобрата насока во која би биле несигурни и најуспешни. Искуството се стекнува преку учествување во работни и забавни активности и настани, па некогаш преку непосакувани моменти во нашиот живот. За стекнување и добивање било какво искуство, сепак треба да има некој од нас кој ќе знае каде и како да не насочи и каде е најдобро ние да се насочиме. Јас како председател на Македонски младински концепт, пред се сакам да знаете дека секогаш, кога ќе ви бидам потребна, ќе направам се од себе за да бидам до вас и да ви помогнам колку ќе можам. Се залагам да дадам се од себе во остварување на нашите цели, со цел ние, младите, да се избориме за подобра иднина, да стекнеме подобро образование, да имаме луѓе на кои ќе можеме да се потпреме и обратиме. На нас како млади ни се потребни искусни луѓе кои оделе по трлив пат, поминале до сега многу искусни лекции, научиле тешки лекции кои оделе сами, ние не мораме. Ајде да ги споиме искуствата, патот напред да го чекориме заедно, со заеднички идеи, споделени лекции и различни искуства. Така е побрзо, така е полесно, така ќе биде најдобро. Пред се, треба да најдеме верба во себе и сила за прв чекор. Резултати секогаш ќе зависат од личниот труд. Успехот, односно неуспехот, не зависи од среќа или лоша среќа. Мотивот за едукација и суштинско работење на работите треба да го водиме во правец каде што се пронаоѓаме, а не да целиме на учење само за да добиеме одлична оцена. Секогаш на крајот на успехот ќе имаме награда, било таа да е монетарна или персонална наша промоција, доделување на почести или признание. Со тоа сме пред се благодарни на себе си
што сме го постигнале успехот по кој сме целеле, заслужни за резултатите, сме секогаш пред се ние како индивидуа, нашиот труд и стекнато знаење не смееме да заборавиме поддршката која била пружена од поискусните. Само така можеме да станеме горди на самите себе и да имаме гордост и почит према луѓето што не поддржале. Поднаучиле, па можеби некогаш и не покарале. Сето тоа се сведува на делот искуство. Секогаш паметете една работа. На патот кон успехот не е целта да се каже само јас. Секогаш има некој во позадина, можеби не напред, но зад вас секогаш го имаме тој некој или некоја кој ќе ве поддржи, ќе ви подаде рака и ќе биде до вас. Може да биде поединец, а може и поголема група на луѓе. Тоа е народот. Тоа сме ние кои треба да се склопиме во едно, да застанеме цврсто еден до друг, да станеме заедница, да го створиме тука во нашата држава, она што го сакаме во нашата Македонија. А не да работиме на туги цели, да сонуваме туги сонови и да живееме туги животи, за кои што нема да ни каже никој едно фала. А кој кажува фала на тугинец? Пред се таму не сме свој народ, таму не сме свој на своето. Не се плаши да почнеш од почеток, бидејќи патот кон успехот треба да сме како заедница. Овој пат не почнуваш сам, овој пат почнуваш со искуство, успехот е одлука. Молчењето не е злато, туку согласување со неправдините. Човек кој сака правдата не молчи, туку се бори за неа. А јас ја сакам правдата и нема да молчам. Секој еден од нас може да направи нешто. Нешто малку, колку доволно е. Зошто и морето е збир на капка вода. Капка по капка море, човек по човек народ. А кога народ ќе се случи, тогаш тешко ќе пливаат нечесниците во длабоките води. Јас сакам да бидам една капка од тоа море, бидејќи промените почнуваат од самите нас. Да бидеме што е можно погласни.